На Ахмити и Дуј почна да им пречи Охридско лето, им сметало што на овој меѓународен фестивал со 65 годишна традиција немало доволно албанци и покрај тоа што на отварањето на фестивалот единствен висок гостин од странска држава беше претседател на Албанија. Тоа за нив било иронично и не било доволно за да организаторите размислат за вклучување на албанскиот јазик и култура во програмата. Иако секоја година, па така и ова, на фестивалот гостуваат и го отвараат уметници од странство, интегративците на Ахмети токму сега најдоа ново бојно поле за да вршат политички притисоци. Негодуваат зошто немало моменти од албанската култура, ниту уметници албанци во официјалната програма. Официјалната програма на Охридско лето вклучува концерти, театарски представи и специјални вечери посветени на европските култури, но нема ниту една музичка, театарска или изложбена активност која го представува богатото албанско културно наследство. Овој културен молк е сам по себе порака за исклучување и доказ дека односот кон албанската култура во државните институции е маргинализирачка, а не представничка. Инаку, фестивалот никогаш не го отварале уметници од Македонија, па така и оваа година официјалното отварање започна со пианистка и диригентот САД и оркестрот на Македонската филхармонија. И не е само отварањето, и не е само оваа година. На фестивалот има австријска, италијанска, чешка, грчка, хрватска и холандска вечер, а актери ни доаѓаат од Турција, Германија и Полска. Лани фестивалот го отвори диригентот Ерусалим, а програмата беше исто така интернационална, но тоа не ги спречува дуи да ги повикуваат владата, Министерството за култура и раководството на фестивалот да дадат одговори, а истовремено да сносат одговорност зошто албанската заедница, ете според нив, не била представена на Охридско лето. Истовремено нејасно е зошто кога дуи беа на власт немаше никаква културна соработка ниту повик за македонски уметници да настапуваат на албански културни манифестации, кои што се организираа во Македонија и во Албанија.